Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И денес се надевам дека ќе останете со нас до крај и ќе ги проследите овие содржини што денес ќе ги презентираме до вас и верувам дека ќе бидат интересни и ќе го задржат вашето внимание. Се наоѓаме во Квантум центарот кај Валентина Апостоловска Георгиевска, која што е сертифициран регресо хипнотерапевт и практичар на оваа практична метода, која што е иновирана од Долорес Кенон, која што пак оваа метода ја има работено повеќе од 50 години. Затоа сме овде, Валентина, да ни објасни нешто повеќе за оваа метода, што представува оваа метода, инаку наречено, така речено, квантно лекување и хипнотичка регресија. Значи, зошто е тоа така насловено, значи, што представува, како се применува, кои се придобивките и многу прашања кои што ќе бидат многу интересни и се надевам ќе го задржат повторно велам вашето внимание. Валентина, те поздравувам и ти благодарам што си ни денес домаќинка во твојот центар во кој што работиш секој ден. Благодарам што дојдовте, добре дојдени. Така. Беше интересно што кога те видов на социјалните мрежи и си реков морам да направам една емисија со Валентина и некако така се споивме. И да се случи, еве сме тука денес да ја реализираме емисијата и да пренесеме сето она што треба до нашите гледачи. Накратко кажав, што сте вие и ова што треба денес да го појасниме до нашите гледачи, па ајде на почеток првен зошто квантум? Што би значило тоа до нашите гледачи? Квантно лекување се мисли на рапидно. Значи рапиден скок, еден вид иновација, нова технологија, имплементација на законите на физиката, кои што ние се уште не ги познаваме, нели, моќта на физиката и квантниот скок. И воопшто човековиот организам, аурата негова, нашите потенцијали, значи тоа тек допрва ќе се разработува во науката. Морам да признам дека последниве години имаме поддршка од науката, поготово од доктори на наука, како што е Джо Диспенса, да речеме епигенетичар, кој што ја потврдува оваа метода во однос на резултати неминовно. И секако доктор Брус Липтон, кој што исто така во доменот на ДНК активација, потенцијалот на човекот, на човековиот ум, на неискористеноста, на незнаењето. Значи полека ова преминува во еден нов еволуциски циклус, нови спознанија. Дури морам да признам дека и науката се повлекува и размислува да имплементира алтернативни методи. Гледаме и веќе во Македонија, како и насекаде во светот, луѓето се интересираат поради резултатите најмногу и веќе се докажува дека здравствениот систем нема одговор на некои проблеми, да. Затоа и денес ја правиме оваа емисија, бидејќи ми се чини дека и во последно време луѓето се повеќе бараат начин да си ги решат своите здравствени проблеми со некој алтернативен начин и третман, на некој здравствен проблем. Затоа и денес сакав да те представам. Како изгледа една сесија вака да доловиме во кратки црти на гледачите, кога веќе кај вас ќе дојдат со некој одреден здравствен проблем? Дали првен ви го кажуваат проблемот или пак оди преку некој разговор, па како оди еден краток процес вака да најнапред сите заинтересирани ме контактираат по телефон. Кратко разговараме и јас обавезно закажувам воведна сесија, која што е вообичаено помеѓу 30 и 40 минути. Ја одржувам онлайн, најчесто преку Zoom, некои кои што немаат инсталирано Zoom оди преку Viber. Меѓутоа, во секој случај ќе мора да се видам јас со клиентот, да ги дознам причините кои се за неговата посета, дали е клиентот за кај мене, да поставам одредени прашања и да му дозволам да ме праша сите детали околу процесот. Клиентите мораат точно да знаат каде доаѓаат, што да очекуваат, кои резултати да ги очекуваат и како да продолжат и тие увиди што ќе ги добијат и спознанија, како да ги употребат
односно тие секогаш се за нивна трансформација, но јас сум тука и пусам сесијата да им дадам една поддршка, нели, за решавање на проблемот кој што дошле. Не се сите клиенти за кај мене, а тоа го испитувам токму на воведната сесија. Откако ќе помине воведната сесија, го закажуваме терминот. Тоа е секогаш најмалку 2 недели однапред. Јас ги упатувам моите клиенти дека ќе мора да го сменат начинот на исхрана за да дојдат кај мене. Поготово последните 7 дена да се исфрлат месо и месни производи, треба да постат повеќе вода да внесуваат и кафето и тие што пушат нормално барем последните 3 дена не ме слушаат сите, ама повеќето морам да ги пофалам дека се придржуваат на препораките, за да можам јас малку вибрацијски да ги кренам, за да може да се они отворат за сесијата и да примат што повеќе информации. Зашто ние го смируваме во тек на процесот свесниот ум и работиме со подсвеста и на едно вибрацијско ниво кај што ни е потребно да немаме ние тешка енергија, што полесно е подобро, затоа што па на крајот од процесот следи еден енергетски дел, тоа е чистење на блокади, каде што мора клиентот да е подготвен за тоа, значи да не е натрупан со, да кажам, артифицијална храна која што не е погодна за организмот, за да добие подобар резултат. Процесот се дели во 3 дела. Започнува со разговор за проблемите на клиентот. Процедурата опфаќа целиот живот на клиентот, не само симптомот, не само проблемот, затоа што проблемот за кој што тој доаѓа е испреплетен во сите сфери од неговиот живот, така да ние обработуваме комплет неговото постоење фактички. Затоа трае 5 часа. Доаѓа, јас ги подготвувам уште на воведната сесија, им давам инструкции да ги напишат сите теми, проблеми и прашања што би сакале да ги знаат. Одговорите, нели, спознанијата. Откако ќе помине, јас ги преиспитувам, нели, интервјуто е важен дел затоа што представува освестување на тие проблеми како во моментот ги прераскажуваме. И после некој час и половина започнува хипнотичкиот дел. Тој трае околу 60 минути, не повеќе, бидејќи тоа е еден вид водена медитација. Јас не се обидувам да трае долго, гледам да биде колку што може, нели, во рамките на нормалата. Иако сум имала искуство каде што хипнотичкиот дел траел дури саат и 45 минути. Тоа е во ситуација кога клиентот доаѓа со, например, 45 прашања. И морам да ги проследам сите. Најоптимален број на прашања и теми е негде околу 15 до 18. Има луѓе кои што бараат многу детали да разберат. Зависно колку се спремни, нели, да ги дознаат сите одговори на тие прашања. Откако ќе заврши хипнотичкиот дел, започнува бодискенот, ние тоа го викаме бодискен, каде што со помош на подсвеста, нели, се прави едно енергетско чистење. Тоа е видливо на голо око, а и самиот клиент го чувствува. Кај различни клиенти е различно, некои чувствуваат вибрирање, некои јас ја гледам физички вибрацијата. Често пати се случува да кажат точно каде се прави чистењето, сега е во главата, сега е во градите, сега е во левото стапало или во зоната на стомакот или во гениталниот дел, поготово кај клиентите што се од женскиот пол, можам да кажам дека повеќе од 70% имаат блокади во гениталниот дел. Така да сесијата се снима, клиентот ја добива аудио снимката, бидејќи не може да ги запамти. За време на хипнозата се клиентите свесни,
некои си 85-95%, меѓутоа сепак останува некои 10% поради голем обем на информации да едноставно не ги запомнат. Снимката им ја давам после 3 дена, затоа што видливо е дека и откако ќе заврши сесијата, продолжуваат информациите да течат, додека они спијат или во текот на денот добиваат на интуитивно ниво некои дополнителни сознанија што не биле кажани на. Да. Откако ќе заврши сесијата, се осеќаат, можам да кажам, 100% од клиентите освежено, релаксирано. Јас вообичаено во попладнивните часови ги држам сесиите, да кога ќе заминат од тука едноставно одморени, освежени, си отидат дома и се истушираат и се легнат. Значи, едноставно да го почувствуваат тој мир и спокој што го добиваат кај мене. И накнадно добиваат поддршка моја уште 2 пати по една сесија. О сесија се мисли поддршка, значи тоа не е некоја хипноза, него поддршка за сублимација на сите информации. И што они да направат сега со тие информации. Често се кажува, например, дека мора веднаш да го сменат. Дали работното место, дали начинот на живот. Не секој е спремен тоа да го направи. Јас тука ја давам поддршката, ја кажувам патеката. Значи, како се транзитира од еден начин на живот во друг, дека не е тоа нагло, обично има и нагло мои клиенти што тоа го прават, меѓутоа повеќето бараат транзиторен период, односно еден период на прилагодување додека не се исправат на правата временска линија, што е поентата на мојата работа. Целиот пакет од 1+2 сесии е токму тоа. Така, тоа е првично она што кога веќе еден, како да кажем, еден клиент ќе дојде кај вас, тоа е нешто што следи во првичниот дел. Потоа одлучувате дали треба повеќе сесии да доаѓа кај вас за да решите, на пример, некои здравствени проблеми за кои што ќе ги потенцираме во продолжение, кои се тие здравствени проблеми за кои што вие нели со оваа техника ги решавате на некој начин и им помагате на клиентите. Значи, ова е само еден дел од клиентите кои што добиваат една сесија, нели, квантната метода плюс 2 поддршка. И секако е различно за оние кои што доаѓаат. Да, зависи зашто. Значи, овие што дат една квантна метода плюс 2 поддршка е тие што едноставно сваќаат дека нешто не е во ред што го прават и бараат излез, не го знаат излезот, немаат симптоми, имаат некои си минорни, можам да кажам, во смисол секојдневни, вртоглавица, главоболки, што се да кажам, на некој начин не спаѓаат дека се нешто длабоко не е во ред, а друга група на клиенти, иако е секој уникатен, е тие што доаѓаат со проблеми. Значи, зборуваме проблеми од типот на фобии, анксиозност, депресија, диабет, мултиплекс склероза, рак и безброј други, бубрежни заболувања, кожни заболувања, алопеција, нели, косопас. Буквално широка палета на, како да ви кажам, значи сите здравствени проблеми кои што се на модерниот, нели, начин на живот. Да, иако морам да признам дека некои што се етикетирани како болни и примаат терапија се многу поздрави од некои што воопшто не примаат терапија, се сметаат дека се здрави, а всушност многу страдаат и доаѓаат кај мене и се во точка на пукање. Значи, едноставно сваќаат дека не се во функција да отидат на работа веќе другиот ден. Значи, секако јасно е, не само во Македонија и поготово во западноевропските земји и развиениот свет,
дека ние не сме дизајнирани да живееме како машини, дека ние сме божествени суштества кои што имаат други потенцијали, а не сме ние креирани за репетитивна работа што може да работи и машина. И поради тоа голем дел од оваа дисхармонија, значи се јавува кај луѓето и полека, сега можам да кажам дека ова е сега што се случува во светот, вон сите мои очекувања, мислам, има масовно будење, незапирливо, и не е веќе до мене како практичар и сите што учествуваме во процесот што сме се извлекле од некакво страдание, затоа што секако јас моите клиенти ги водам на пат кој што јас сум го поминал. Да, и ги знам сите замки, како може некој да се врати назад и како да се откаже и повторно во истото и ностоп да му се повторуваат, на крајот да отиде во пензија, да стане стар и едноставно да се откаже и да рече се е судбина и џабе живее. Значи, сепак, што порано човек се освести, ќе си го... Да, значи, поентата на мојата работа е излез од страдање, креирање на живот по своја мерка, живот во изобилие, не материјално, збориме духовно, секако и материјалното дека е битно, ама кога вие го работите тоа што го сакате, посекако ќе бидете материјално заштитени, затоа што таа љубов луѓето ја препознаваат и нормално дека тоа ги привлекувате клиенти, привлекувате убави работи. Кога вие се чувствувате од внатре лошо, вие привлекувате постојано лоши работи. Така да поентата на мојата работа е токму тоа, да се исчистат страданијата, излез од една кризна ситуација или од некаков живот во тивок очај и справање на правилна временска линија и креирање на живот по мерка на клиентот. Да. Одиме како да не сме се станали. Како што кажавме, оваа техника е научно поддржана. Ме интересира зошто е толку моќна, зошто е толку моќно квантното лекување, заради тоа што некако тука нели се информирав пред да го направиме разговорот, тука се вклучени лева, десна хемисфера на мозокот, вие додека работите подсвест. Што е тоа што е толку важно и моќно во оваа техника? Значи, активација на десна хемисфера е главниот дел од процедурата. Што би значило тоа? Тоа би значило следното. Повеќето ние што живееме во, да кажам, оваа реалност, функционираме со левата хемисфера, што значи логика. Бараме логичност во креација. Планетата е креирана едно прекрасно нешто. Вие, ако било која општа научна емисија да гледате, дека во нашата галаксија ние немаме жива планета како оваа. Значи, по дизајн самата планета е библиотека на милиони видови флора и фауна. Ние сме поставени тука да планетата буквално процвета во... Ние не сме тука за да живееме како заробени во одредена шема со репетитивни действија. Тоа произлегува од левата хемисфера, каде што таа ви команди дека вие треба да верувате во финансов систем, во религија, во здравство, во образование и се што ви кажуваат други. Да, се што е секојдневие едно што да. значи за еден човек. Ние сме сведоци за среќа сега дека системите се рушат по хоризонтала и вертикала во моментов. Луѓето веќе не веруваат дека сиди таму горе некој со бела брада им суди, бара научно објаснување на одредени појави, луѓето не се задоволни со овие информации што ги имаат и сваќаат дека едноставно се е една голема илузија. За тоа е одговорна левата хемисфера. Јас мора да одам на работа, имам сметки за плаќање, нема што јас сега да сум дизајнер, креатор, сликар, уметник, музичар, затоа што таму нема пари. Јас морам да служам во еден систем каде што тој мене ми плаќа сметки. Тоа е еден затворен круг, едно тркало
во кое што вие ќе влезете и тешко излегувате, сето до момент додека не се синхронизирате со десната хемисфера. Десната хемисфера е целата убавина на животот таму. Таму е креацијата, способноста за љубов, спокојство, сочувство, помагање на други луѓе. Значи, таа е задолжена за убавините на човековото постоење. Кај мене кога ќе дојдат уметници, јога инструктори, тренери по личен развој, тие многу се заинтересирани за оваа метода, оти ги надградува, многу лесно влегуваат во тета бранови и лесно се отвараат. Кога ќе дојде професор по математика, јас имам проблем. Да, луѓето бараат логика во квантна механика. Значи, ние не можеме од една точка на гледиште да разбереме други работи. Луѓето се заробени во логика и како тоа не е логично, а имате вие луѓе интуитивни кои што е ова многу лесно сватливо. Предиспозицијата за да земат од сесијата е токму оваа. Колку е вашиот потенцијал? Тоа сега вака ќе ве прекинам, колку што ве разбирам, ве слушам многу внимателно. Значи, оние луѓе можеби кои што се поемпатични, со повеќе емоции, со ајде така да речеме со добрина во нив, побрзо можат да активираат десната хемисфера? Има тоа улога? Има улога. Секако дека има, меѓутоа има и логичари кои што се сочувствителни. Значи не можеме да направиме стрикна поделба, строга граница. Во секој случај методата што ја работам јас предизвикува нишање на сите уверувања што човек ги има, особено во делот кога ние зборуваме за минати животи, па јас кај тие клиенти кои што тоа не можат да го разберат, како душата е вечна, дека ние сме тука времени и дека само ова е една енигма која што многу често и луѓето себе си ја, како да кажам, си ја размислуваат. На сите ни се случило тоа да го сретнеме како прашање, нели, дали душата е таа што само преминува од едно во друго тело и можеби сите овие проблеми што ги имаме пак, како што велат, се од минатиот живот. Значи, многу често ова го слушаме во секојдневието и го можеме да го прочитаме и нели на интернет, меѓутоа ретко кој некако, како да кажам, верува во овие работи, а толку многу на некој начин се поврзани со оглед на тоа што еве според ова вие што го работите, на некој начин тоа е целата како да кажам, енергија што се движи од минатиот живот преку сегашниот, во идниот, па како сето тоа ќе се рефлектира на нас како индивидуи во текот на животот и во однос на здравието и во однос на сите проблеми кои што настануваат. Вака, науката може да воспостави, има проекти кои што се прават испитувања, па кај тие клиенти кои што не можат да сватат, нели, минати животи, ние и тука епигенетичарите помогнаа, кажаат дека тоа е запис на ДНК и дека тоа се влече, нели, од искуствата од нашите предци, се потполно запишани на ДНК темплетот, односно во геномот. Тоа е за тие што не можат да сватат, да ги разберат подобро работите. Во секој случај проблематиката можеби не е добар збор. Самото спознание за човековото постоење треба да се редефинира. Ние го гледаме животот, од кој што наш еден просечен живот е 75 години, ние го гледаме случувања во рамки од 75 години. Кога ние би знаеле во рамките од 3000 години нашата душа, така? Што би можел. И впрочем, секогаш кога, еве, предпоставам дека и кога ќе дојде некој клиент кај вас, се прашува зошто мене ова ми се случува, нели? Да. Секогаш кога нешто лошо ќе ни се случи, кога ќе доживееме, можеби некој пораз, можеби отказ од работа многумина, нели, кога ќе доживеат, или можеби несреќна љубов, и било што нешто што не е, нели, убаво, се прашуваме зошто ова нам ни се случува. Ете, тоа е тоа што практично сега вие го кажувате, а ние не сме ни свесни дека секогаш постои некоја причина за која што ни треба да најдеме и да
Да, точно. Ова е многу добро прашање, затоа што ние немаме сознание, мислам, зборувам широка популација, нема сознание, например, ние смртта ја гледаме како најтрагичниот момент, што нормално е загуба на близок, меѓутоа ние толку го сметаме тоа катастрофално, што луѓето не можат да се извлечат, можам да кажам, со години од таа тага. Како да речеме, најболно искуство, секако дека после ова искуство е скршено срце и многу други работи што се случуваат на емотивен план или на духовен план. Кога јас би ви кажала дека се што вие правите се снима на вашата ДНК, вие ќе речете не е можно. Кога јас ќе ви кажам дека се што сте направиле е запис енергетски кај вас. Кога луѓето би знаеле дека кога ќе му направат на некој друг лошо, дека тоа оди на образец на нивната енергетска слика и дека они се магнет посем тоа, меѓутоа ние не можеме да анализираме затоа што ние не ја знаеме интимата на другите луѓе. Па така често пати мене ќе ме прашаат, ама ние не видовме карма. Ама ние не видовме лошо. Од друга страна пак луѓе има, зошто во мојата фамилија се сите болни? Зошто почина мајката од истата болест, зошто дедото, зошто чичкото, војкото и така натаму. Бараат објаснување, сакаат да прекинат интергенерацијски образец, што е сосема логично. Сакаат поздрава генерација. Луѓе вложуваат во себе, како сега што вложуваат во личен развој. Претходно јас немам спознание во последно време. Така да, ние ги немаме сите информации и денес ни е многу кратко време. Кратко е, да, јас гледам и на часовникот колку време досега сме. Тоа е толку многу сложено и обемно и гениално во исто време. Дури неверојатно делува, меѓутоа еве функционира и вие нели успешно го применувате и го сега резултатите нели се различни, ако кога дојдеме до прашање на резултати. Так. Кажете ми, претпоставам дека секој здравствен проблем кај нас, кај сите нели нас, како да кажам, има некоја причина зашто е тоа така. Дали кога ќе дојдеме кај вас себе, сега доаѓаме и вие го откривате причинителот зашто го предизвикал тој здравствен проблем? Да. Ние уште на академијата кога бев, нели? Каде што сум сертифицирана, постои номенклатура. Како вас тоа што ви се случува на душата, обично се означува некаде горе, доколку тоа ви се повторува подолг период, се манифестира на вашето тело. Имаме точна номенклатура, кој симптом по анатомијата на телото, каде се рефлектира и што тој предизвикува. Доколку вие не превземете ништо, од тој симптом преминува во хронична болест. Од хронична болест преминува во да дојдете вие во многу тешка здравствена ситуација, одејќи по редовните канали, да речеме, здравствениот систем не разговара за вие како се чувствуват и што вас ви се случило. Вие одите на доктор, докторот вели или операција или имате алгоритам лекови, имате тие. Никој со вас не се занимава како ви вас на душата. Оттаму, дури да се оперирате од канцер или нешто, по одредено време, ние го викаме тоа померање на симптоматологија, се појавува повторно на друго место. Зошто? Затоа што вашиот проблем не е решен. Вие никогаш нема да бидете во полн сјај, како што кога сте биле здрави. Затоа што вие не работите. Од друга страна, имаме и чудотворни излекувања, каде што морал клиентот да помене низ процесот на болест, за да дознае одредени работи. И да му се врати вербата во одредени работи. Значи имаме, сепак е ова, ние сме луѓе, имаме различни... Токму така, да. Кои се придобивките од една ваква техника и дали може секој еден да ја применува, односно да ја применувате на секој? Основен предуслов за да биде успешна оваа метода е колку клиентот е отворен за некое ново спознание, затоа што сите информации доаѓаат преку устата на клиентот. Јас еден збор не кажу.
Кога ќе ја добие снимката аудио клиентот, нема кого да обвини. Сите зборови излегуваат од неговата уста, а одговорите му се многу познати затоа што произлегуваат од него. Тоа се одговори на прашањата кои што свесниот ум ги блокира. Значи, вие знаете на подсвесно ниво или срцето што ви кажува, меѓутоа за да вие во матриксот функционирате, одите по патот на логика, а не тоа што ви го кажува вашето срце. Добивате информации онолку колку што сте вие спремни да ги примите. Повеќе од тоа нема да добиете, затоа што тоа ми е многу често прашање, дали ќе добијам некои информации кои што не можам да ги поднесам. Нема да добиете. Значи, одредени прашања немаат одговор, затоа што вибрацијски вие, пошто не може во универзумот работи на математика и физика и нема таму јас ја познавам Валентина или јас овој преку ред. Значи, таму е на вибрационо. Вие добивате онолку колку што може да примите. Не повеќе од тоа. Така, Валентина, колку време веќе го практикувате оваа техника? Практикувате и практично зашто се ги третирате луѓето и за какви се проблеми имате помогнато? Јас ова се занимавам со метафизички науки повеќе од 10 години. Како практичар сум скоро 2 години. Со клиенти овде во Македонија 1 година, бидејќи работев со клиенти само надвор од Македонија, бидејќи мислев дека тука луѓето нема да можат ова да го разберат. Да. Работам со најразлична проблематика. Буквално широко. Едноставните па до најкомплицираните. Да, зборуваме, значи, најтешки случаеви од типот на, за мене, значи, најтешки биполар синдром и оние кои што се имаат, како да кажам сега, не знам, што имаат шизофрени епизоди, значи зборувам за епизоди, не за диагноза, значи зборувам за епизода. Каде што најчесто се млади лица, за нив секако оставам предност, нели? Тоа се за мене најтешки случаеви, таму потребувам комбинација на методи, затоа што не секој може да влезе во хипноза. Околу резултатите би обрнала внимание. Клиентите ги делам во 3 групи. Првата група ги има сите уведи, ги има сите информации, не превзема ништо. Едноставно нема снага, останува, нели, во матриксот, не може да направи промена, не може ниту веднаш да направи промена, во секој случај ги има информациите. Како што јас ги водам сега секој клиент, си имам архива своја и ги пратам резултатите, затоа што резултати не можете вие да видите на месечно ниво, ги правам на годишно ниво. Веќе забележувам дека кај одредени што не превземале ништо, по самото, пошто работиме директно на подсвест, кај нив вртат тие информации. Иако не превземаат ништо, почнуваат после тек 6-тиот месец, откако биле на сесија, малку да превземаат нешто. И полека им доаѓа, тоа беше кажано, тоа ќе го имплементирам, значи тоа е таа група. Втората група се многу вредни. Така. Тие се интересираат и сакаат да работат со мене, јас да ги водам по патот на трансформацијата, пошто јас работам комбинација од техники. Имам еден менторски програм кој што ги водам точно како. Они се, можам да кажам, група на најангажирани, кој што вложувам максимум да биде промената, велиме ние, еколошка, значи ако ќе направи промена, да не се осети по фамилијата или по луѓето што се нивни најблиски. Третата група се тие, јас што ги викам страдалници, кои што толку многу се изнастрадале, што едноставно ова им е само потврда и прават промена инстант. Значи, веќе не се обрнуваат на никого, значи, веднаш го напушта тој лош брак, напушта таа промашена работа, продава стан, куќа, имав случај, значи, господинот го продаде станот, си ја зеде сопругата, напушти работата и замина во Хрватска на море, кај што од секогаш имал желба да продава кристали. Така, да, нешто што му било желба. Да продава кристали, зборуваме природни кристали.
Тоа беше неговиот талент, тоа беше неговото хоби, тоа беше нешто што го работи. И можам да ви кажам, нема посрекни од нив. Так, дали тоа би значило вака, некако сме при крај со времето, да ги сублимираме работите и да го презентираме на ваков начин дека сите ние треба да го правиме во секојдневието, без разлика дали станува збор за работа, за општото живење, за дружење дури со кои луѓе се дружиме, да ги правиме работите само оние кои што не прават срекни, да не правиме ништо насила, нешто што би ни предизвикало лоши чувства, неубаво, некомотно да се чувствуваме некаде или со некого. Дали практично тоа би значило некако да се разбудиме од она како што кажавте, и да почнеме некако да го живееме животот по своја мерка, по своја желба, ништо да не ни се наметнува, ништо насила. Меѓутоа, сето ова што го кажавте во ред, меѓутоа сепак треба и помош за да секогаш ова завршува на ниво на фраза. Така. Кога вие точно ќе знаете како да почнеме газите. на вистина, Значи вие мора да знаете точно како да газите. Тоа велам, затоа вие јас помагам помагате, тука. јас помагате, односно јас само го покажувам. Да го постигнат тоа, Само патот го покажувам, али ги охрабрувам да едноставно се откријат себе си, инвестираат во себе, во личниот развој, во сопствената духовност, затоа што, верувајте, спокојот е најголемиот луксус. Точно така, да. Спокојот нема цена и мирот во душата, како што се вели. Валентина, јас навистина не знам како да ви објаснам, прекрасно се чувствував додека разговарав со вас. Некако ја чувствувам дури вашата енергија која што навистина е некако благопријатна и верувам дека сите оние кои што не следат ќе го осознаат ова за кое што говориме, нели? И за сите оние проблеми со кои што се соочуваат, без разлика дали се на психичко ниво, дали се, нели, како што кажавме, во однос на оние проблеми со здравјето за кои што ние, за жал, во секоја емисија на ваш термин со многу доктори говориме, нели, кои се причините, кои се, нели, третманот и така натаму. Меѓутоа, нели, толку емисии изводени, сепак кога ќе се презентира до луѓето нешто вакво, сепак да знаете дека луѓето почнуваат веќе да веруваат во алтернативниот начин на третман на сите здравствени проблеми, бидејќи некако, нели, се губат во лавиринтот на здравството, иако секоја почити чест до сите наши доктори и сите оние кои што се, нели, дел и од здравството и што ми гостувале. Меѓутоа, ние како медиуми секогаш е добро да им дадеме некој начин и некој друг, нели, алтернативен начин за да се обидат да се ги решат своите проблеми. Мене ми е драго што прв пат се среќам со вас и што го презентиравме во нашите гледачи. Ќе потенцирам уште еднаш за нашите гледачи, за сите оние кои што не следат, знаат дека веќе, нели, од утре ќе можат во нашата телевизија да добијат контакт од Валентина ако сакаат да се сретнат со неа и, нели, да си поразговараат за сето што ги мачи. Ти благодарам многу, Вале. Се надевам дека соработката ни започна многу интересно и многу, нели, убаво и се надевам дека повторно ќе се видиме, бидејќи не кажавме многу од она што сакавме да го кажеме, да. Па можеби ќе направиме уште една емисија за да некако ќе појасниме работа. Ти благодарам многу. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, толку за денес во ова издание на Ваш термин. Се надевам дека бевме интересни и останавте до крај со нас. Ви посакувам пријатен и убав остаток од денот. Имајте добро здравје и се разбира, ќе се видиме ние повторно за 7 дена во исто време.